буквата М. Јосиф Михајловиќ Јуруковски. Бил градоначалник на Скопје од 1929 до 1936 година и од 1939 до 1941 година. Најмаркантната личност во овој период која се споменува во сите книги и чии заслуги во Скопје се гледаат и ден денес. Роден е во селото Тресонче Дебарско. Универзитет завршил во Белград, а се дошколувал во Франција на Сорбона, на Институтот за урбанизам. Потоа заминал за Лондон, запишал Висока лондонска школа за уредување и разубавување. На негова иницијатива изградени се хидроцентралата Матка, првиот водовод Рашче, насипот во градски парк на Вардар, регулацијата на Серава. Негови се заслугите за првиот урбанистички план на Скопје, оформувањето на денешниот плоштад со околните улици, изградбата на собранието, денешната градска болница, старата железничка станица, поранешната Народна банка, Народното собрание, општинската зграда, градската болница, хигиенскиот завод, Заводот за социјалното осигурување, старата железничка станица, Народната банка, Трговско-индустријската комора, Лекарската комора, Домот на Сојузот на инженерите и архитектите, Офицерскиот дом, Конзервната фабрика Вардар, Бетонските мостови на Вардар и многу други. Кога во 1929 година бил именуван за градоначалник, авионски го снимил градот и направил катастарски пример и попис на населението. Првиот урбанистички план на Скопје го изработил заедно со стотици ученици, инженери и геометри. Благодарение на неговите планови започнува усовршување и на уличната мрежа. Изградени се многу плоштади, улици, мостови и објекти. Во негово време започнало и калдрмисувањето на улиците. Било формирано и друштво за разубавување на градот кое се грижело за естетскиот изглед на објектите. Во катастрофалниот земјотрес од 1963 голем дел од зградите изградени во периодот на Јурковски успеваат да поминат само со помали оштетувања. Јосиф починал на 11 март 1941. Погребната поворка ја следеле повеќе од 15.000 скопјани. Церемонијата траела околу 5 часа, а проштални говори за животот и делата на Јосиф одржале повеќе од 20 лица. Овој градоначалник на Скопје најуспешниот градски татко во поновата документирана историја на градот. За жал за таткото на модерното Скопје, граѓаните скоро и да не чуле, а само една мала уличка во Скопската чаршија го носи неговото име. Таму е Скопје, град мој убав лише, што ми расте сни. Вечно ќе ја